Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Во Тетово во изминативе 24 часа не е потврден ниту еден случај на заболен пациент од коронавирус. Гинекологот доктор Борислава Спироска зборува за опасноста од COVID-19 за бремените жени. Дел од семејствата во Гостивар немаат компјутер и интернет во домовите, поради што децата не можат да учат на таков начин. Во Тетово во изминативе 24 часа не е потврден ниту еден случај на заболен пациент од коронавирус. На ниво на цела држава потврдени се 30 нови случаи позитивни на COVID-19. Последните бројки говорат дека во цела држава има вкупно 384 лица диагностицирани со COVID-19. Нови случаи има во Скопје вкупно 12, во Куманово 8, во Прилеп 9 и во Крива Паланка 1 лице. Во Тетово во изминативе 24 часа не е потврден ниту еден случај на заболен пациент од коронавирус. Од Министерството за здравство вчера информираа дека во Тетово има 13 заболени од COVID-19. Отаму преку писмено соопштение ни одговорија дека се работи за два кластера заболени во Тетово и Тетовско. Едниот кластер е поврзан со првиот потврден случај од Тетово, вториот со лице кое е вратено од странство. Министерот за здравство Венко Филипче во телевизиско интервју изјави дека се работи за сериозна болест која никого не поштедува. Со сигурност, вели Филипче, мерките против ширењето на заразата ќе бидат во сила до крајот на април, затоа што истите дали резултати. Многу е битно да луѓето сватат и искрено се надам дека е јасно дека ова е болест со која што навистина нема играње, дека не е шала, дека е сериозна болест, дека напаѓа бели дробови и сите органи, дека волшување настанува многу нагло, дека никој не е поштеден, точно дека повозрастните со хронични болести се подложни на компликации, на смртен исход, меѓутоа никој не штеди оваа болест. Овие мерки сигурно ќе траат до крајот на месец април. Затоа сме сигурни. Зашто сме сигурни за тоа? Заради тоа што на тоа ни укажува времето на инкубација во кој што биле пациентите кои што практично се диагностицираат секојдневно, нивната поврзаност со тие кластери кои што се веќе познати во нашата земја и тоа што овие рестриктивни мерки веќе даваат резултат, а тоа е линарното зголемување на пациенти, а не експоненцијалното. Инаку во изминатото деноноќие направени се вкупно 342 теста, а вкупно досега за COVID-19 има направено 4117 тестирања. Преку 3 економски мерки, владата ќе ги помага фирмите и физичките лица кои извршуваат самостојна дејност за да се справат со последиците од пандемијата на коронавирусот. Премиерот Оливер Спасовски на денешната пресконференција соопшти дека владата преку уредби со законска сила ќе обезбеди директна финансиска помош за приватниот сектор. Дури 87% од компаниите се подобни да аплицираат за сите мерки. Ќе бидат офатени околу 250.000 работни места и околу 35.000 компании. Сумата што ќе ја добие секој работник за двата месеца, април и мај, изнесува 29.000 денари. Скоро 500 евра, односно по 14.500 денари месечно на сметката на работодавачот, меѓутоа парите се наменети за работниците. За да биде појасно, ова уредба под поимот работодавач од приватниот сектор го фаќа секое предпријатие од приватниот сектор кое вработува работници врз основа на договор за вработување, секое правно лице кое вработува работници врз основа на договор за вработување и работодавачите кои преку приватни агенции за вработување ангажираат работници за извршување на работните задачи. Со оваа мерка ќе се врши исплата на финансиски средства на сметка на работодавачот, барател на финансиската поддршка за исплата на плати на работниците за месеците април и мај 2020 година во износ најмалку до 14.500 денари месечно по работник.
Во Гостивар до сега вкупно 50 лица биле тестирани за коронавирус. Нови позитивни случаи нема. Брачен пар кој бил во државен карантин во Маврово е хоспитализиран во Гостиварската болница и се тестира за COVID-19. Брачен пар кој што се наоѓал во државен карантин во еден од хотелите во Маврово бил пренесен во болницата во Гостивар откако мажот добил симптоми на коронавирус. Директорот на болницата Јакуп Јакупи на состанокот на кризниот штаб во Гостивар информираше дека на двете лица им се врши тестирање, а резултатите се очекуваат во текот на утрешниот ден. Неделава во општата болница во Гостивар биле примени 7 пациенти со симптоми слични на COVID-19, чии тестови излегле негативни на вирусот. Кризниот штаб ја оцени состојбата на подрачјето како сериозна, но стабилна. Од вкупно 50 тестирани луѓе, односно граѓани, констатирано е само кај една пациентка која веќе 14 дена знаеме дека е ковид позитивна, која што денеска се надеваме ќе се оди во домашни услови и во меѓувреме ги очекуваме резултатите од повторното тестирање, се надеваме да биде негативна. Надлежните повторно упатија барање до граѓаните да не излегуваат надвор без потреба, редовно да одржуваат хигиена и да ги почитуваат препораките за заштита. Исто така апелираа здруженијата и организациите да се вклучат во организираната распределба на хуманитарната помош, за пакетите да стигнат до социјално загрозените на безбеден начин. Од тука пристапивме и кон обука на волонтерите кои ќе бидат на терен, која ќе се одржи утре и користам ова можност да ги поканам неформалните групи нации, но и хуманитарните организации да праќаат своји волонтери за да бидат обучени и заштитени во нивната работа. Жиросметката на општина Гостивар со одлука на владата е деблокирана и од општинскиот буџет ќе се издвојат 150.000 денари, донација за хуманитарни активности на Гостиварскиот Црвен крст. Кризниот штаб на општина Брвеница спроведува мерки за заштита од ширењето на коронавирусот. На денешниот состанок информираа дека има само еден сомнителен случај на COVID-19. Со симптоми на COVID-19 едно лице од општина Брвеница предвадена е препратено во Скопје, но се уште не се знае дали е позитивно. Во самоизолација пак се 9 лица, информираше градоначалникот Енвер Пајазити по денешниот состанок на кризниот штаб со представници од надлежните институции. За среќа во нашата општина бројката не е алармантна и во изолација и самоизолација само имаше пред 2 дена еден случај со кој е пренесен веќе таа пациентка во Скопје со симптоми на коронавирус, но уште не е потврдено 100% дали е тоа, бидејќи пациентот е имал други хронични болести од порано. Но како да е, се надеваме дека нема да биде заразена од коронавирус. Преземени се сите мерки околу таа фамилија и околу другите во семејството за да не се прошири ако евентуално е со позитивен резултат. Претходно на состанокот споменавте дека има лица кои што се вратиле од странство со чартер лет. Со таквите летови беа од Швајцарија имавме, од Германија и од другите, спорадично од другите држави. Тие лица беа околу 35, но истекна рокот за самоизолација, да кажемо 14 дена, веќе на 16 и 17 ден тие лица се обратија до кај нас до штабот, ние исто се обратиме до другите институции. Ниеден од тие немало некој симптом на ова вироза, така да сега во моментот има уште 9 лица кои се на самоизолација. Градоначалникот Пајазити истакна дека општина Брвеница ги спроведува мерките за заштита и превенција од ширење на коронавирусот. Јавните површини, улиците, направивме дезинфекција, ги направивме перење на улици и ги исчистивме тие евентуални, како ги викаме ние, диви депонии
колку што можевме во тој период, но постојано работиме на тоа и поголем фокус сега овој период ќе се создава преку јавното комунално да се што повише да се води сметка на јавната игиена. Исто така превземавме други мерки што се однесува во почитување на препораките за вработените во јавните институции, администрација, школите и така натамо. Мојот апел е сите да ги почитуваат мерките и да се солидаризираме во оваа ситуација во која сме, бидејќи за жал има и такви семејства кои имаат потреби од санитарни игиенски средства, па и прерамбени артикли. Нашите членови од штабот во комуникација со Црвениот крст веќе има на неколку семејства поделено такви пакетчиња. Според информациите од полициското оделение Жеровјане, мерката за ограничено движење на граѓаните во општина Брвеница генерално се почитува, со исклучок на неколку млади лица кои поминале само со опомени. Дали бремените жени спаѓаат во ризичната категорија граѓани во време на COVID-19? Кои се досега познатите информации за оваа група на жени и заболувањето и кои се препораките во однос на проширувањето на семејството во овој период? Повеќе од разговорот со гинекологот доктор Борислава Спироска. Податоците со кои се располага во однос на новиот коронавирус во светот за сега се ограничени. Познати се ризичните групи на луѓе, но особено внимание се посветува на трудниците. Бројот на регистрирани трудници заболени од COVID-19 за сега во светот е многу мал, но ситуацијата постојано се менува, вели гинекологот доктор Борислава Спироска. Докторката ги објаснува ризиците и сите познати информации кои ги засегаат бремените жени во врска со ова заболување. Доколку во исти услови една трудна и една нетрудна пациентка исто се однесуваат дали трудницата полесно ќе се зарази, само заради тоа што е трудна. Не, кратко и јасно, значи доколку се почитуваат препораките кои што се дадени од Светска здравствена организација, кои што веќе сите ги знаеме, нели тоа е држење на дистанца, често миење на раци, така натаму да не ги повторувам. Трудницата само заради тоа што е трудна не е во ризик полесно да се зарази од нетрудното население, односно нетрудната жена. Кога веќе ќе биде заразена жената, која што е трудна, дали болест така и неа ќе има потежок изглед или потешка клиничка слика отколку жената што не е трудна. Повторно кратко да одговорам на прашањето е не, дека трудницата во никој случај нема да биде позагрозена по незиниот живот и здравје само заради тоа што е трудна кога е заболена со COVID-19. Меѓутоа, ова се однесува на трудниците кои што се во добра здравствена состојба, значи трудници кои што во медицинската историја немаат запишано други болести, не се болни, туку се само трудни и болни од COVID-19. Од друга страна, постои една група на трудници по кои покрај тоа што се бремени пациентки, имаат други заболувања како на пример хипертензија, тоест покачен крвен притисок, диабетес мелитус, односно шеќерна болест и така натаму, кои што трудници, оваа втора група, ги става во малку поризична група за изгледот на клиничката слика и нејзиниот тек, односно исход. Доктор Спироска информира дека важно е во кој период од бременоста се манифестира болеста кај трудницата во однос на ризик факторите. Во однос на плодот, COVID-19 има различен ефект, различен тип на последици во тоа, зависност во тоа во кој семестар, односно триместар од бременоста ќе се зарази, да речеме условно, трудницата. Доколку се случи тоа во првиот триместар, последиците се малку посериозни заради тоа што во тој прв триместар се случува органогенеза на плодот. Тоа е еден толку фин и прецизен процес кој што не треба да трпи надворешни влијанија, како што е температурата, која е главен симптом на COVID-19. Така да во услови на покачена телесна температура, кај трудница која што е бремена 6, 8, 10, па дури и 12 недели, ќе има поголеми последици таа болест по плодот кој што понатаму ќе се развива, отколку кај трудница која што би се заразила со вирусот во третиот триместар.
Против природата не се може, на тоа не учи оваа ситуација, вели доктор Спировска. Бременоста зачната по природен пат не може да ја ограничиме, истакнува докторката, но во однос на посакуваната бременост и тоа во случај на вештачко оплодување, таа советува да се почека доколку не е веќе започнат самиот процес, бидејќи посетата на медицинските установи периодов е ограничен, а и при прегледите не е можно да се почитува мерката на оддалеченост, додава доктор Спировска. Пред крајот на вестите ќе имате можност да го слушнете целиот разговор со доктор Спировска. Продолжуваме понатаму. Во онлайн наставата се вклучени само 40 до 60% од учениците од основните и средни училишта во Гостивар. Дел од семејствата немаат компјутери и интернет во домовите, поради што децата не можат да учат на таков начин. Учењето преку интернет за учениците во Гостиварскиот регион се одвива отежнато. Дел од децата немаат компјутери и интернет дома, а не достигаат и целосно јасни насоки преку кои платформи да се спроведува наставата. Ова се оценките од состанокот меѓу локалната самоуправа на Гостивар и директорите на основните и средни училишта околу текот на онлайн часовите. Вклученоста на децата во учење преку интернет не е задоволувачка. Мојата констатација од ги прашав сите колку од учениците ги ја следат наставата, за жал тоа е апроксимативно бројка од 40 до 60% во зависност од училиштето. Тоа е огромен дефицит и огромна штета за децата кои што учат. Некои немаат материјални можности, други немаат лаптопови, трети немаат компјутери, некои немаат ниту интернет во своите куќи и ова е огромна пречка. Имаше дилеми околу тоа која платформа да се користи. Ние како општина веќе префериравме, иако и тоа е од Министерството дадено, Classroom и Zoom. Некои училишта го користат едното, другите другото, меѓутоа сепак мислам дека наставата не се одржува така како што треба. Управите на гостиварските основни и средни училишта периодов ке прават напори што поголем дел од учениците да станат дел од онлайн наставата. За сега останува неизвестно до кога образовните установи во земјава ќе останат затворени. Додека трае вонредната состојба, времето ќе се користи за извршување на планираните работи во училишните згради, а една недела пред да се проложи со настава, објектите ќе бидат целосно дезинфицирани, најавија од општината. Демократската партија на албанците бара сет мерки за социјално ранливите категории кои најмногу страдаат од состојбата со ширење на коронавирусот. Од Комисијата за социјални работи при ДПА сметаат дека државата во овие тешки моменти треба да даде еднократна парична помош на лицата со социјален ризик и на пензионерите со ниски примања. Министерството за труд и социјална политика треба да изврши еднократно плаќање во готовина од 30% од просечната плата на ранливите семејства. Ова акција е предвидена и дозволена со закон за загрозени категории. Здравствените установи да обезбедат посети до домовите на засекнатите лица. Црвениот крст да биде вклучен во обезбедување помош за потребите на засегнатите лица или семејства. Поштата на Северна Македонија да испрати пензии и социјална помош на граѓаните во нивните домови со цел да се избегнат групни контакти. Соработката на невладините организации со државните институции треба да биде координирана. Лидерот на ДПА Мендух Тачипак повика на поголема внимателност во време на ширење на коронавирусот. И постојат три фактори со кои треба да се менаџира оваа криза. Првиот фактор е вирусот, вториот фактор е здравствениот систем и третиот фактор сме ние. Како треба да работиме во оваа криза? Избегнувањето на контактите го ослабува вирусот. Вирусот не живее во нашиот организам. Неодамно ДПА побара државата да воведе ограничено движење 24 часа. 6 лица вчера го прекршиле полицискиот час, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово.
Во периодот 1-2 април од 7 до 7 часот на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово, вкупно 6 лица е прекршиле одлуката за ограничено движење, од кои 4 во Тетово и 2 во Гостивар, кои се лишени од слобода и задржани за расчистување и документирање на случаите, пошто ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци по член 206 од Кривичниот законник. Во овој период вкупниот број на лица спроведени во државен карантин на ова подрачје изнесува 390, од кои 210 во Тетово и 180 во Гостивар, а бројот на лица со потпишани изјави за самоизолација е 146, 55 во Тетово и 91 во Гостивар. Покрај ова реализирани се и 100 контроли на лица со решенија за изолација, издадени од Државниот здравствен и санитарен инспекторат, од кои 67 се на Тетовското подрачје, додека 33 на Гостиварското. Следува целосниот разговор со доктор Борислава Спироска. Кажете ни дали бремените жени, со оглед на целокупнава ситуација, и тие дали спаѓаат во ризичната категорија на граѓани? Како прво, пред да ви одговорам на вашето прашање, морам да дадам едно кратко објаснување, дека податоците со кои што денеска располагаме по однос на коронавирусот и болеста што ја предизвикува COVID-19 се многу ограничени, односно во светски рамки постојат многу мал број на регистрирани трудници, односно родилки кои што се заразени со вирусот или пак се болни од COVID-19. Така да тоа што ние денеска ќе го дискутираме или што научно денеска ќе се заклучи за месец, 2 или 3 ќе има сосема различен изглед од причина што тогаш ќе има поголем број на случаи и релевантноста статистички на тие податоци ќе биде поголема. Сега да се навратам на вашето прашање. Тоа има два аспекти ова прашање. Како прво, прашањето е доколку во исти услови една трудна и една нетрудна пациентка исто се однесуваат дали трудницата полесно ќе се зарази, само заради тоа што е трудна. Не, кратко и јасно, значи доколку се почитуваат препораките кои што се дадени од Светска здравствена организација, кои што веќе сите ги знаеме, нели тоа е држење на дистанца, често миење на раци, така натаму да не ги повторувам. Трудницата само заради тоа што е трудна не е во ризик полесно да се зарази од нетрудното население, односно нетрудната жена. Вториот аспект на вашето прашање е кога веќе ќе биде заразена жената, која што е трудна, дали болеста кај неа ќе има потежок изглед или потешка клиничка слика отколку жената што не е трудна. Повторно кратко да одговорам на прашањето е не, дека трудницата во никој случај нема да биде позагрозена по незиниот живот и здравје само заради тоа што е трудна кога е заболена со COVID-19. Меѓутоа, ова се однесува на трудниците кои што се во добра здравствена состојба, значи трудници кои што во медицинската историја немаат запишано други болести, не се болни, туку се само трудни и болни од COVID-19. Од друга страна, постои една група на трудници по кои покрај тоа што се бремени пациентки, имаат други заболувања како на пример хипертензија, тоест покачен крвен притисок, дијабетес мелитус, односно шеќерна болест и така натаму, кои што трудници, оваа втора група, ги става во малку поризична група за изгледот на клиничката слика и незиниот тек, односно исход. Така да, во однос на оваа втора група, тоа се позагрозени пациентки. Сега уште еден аспект на крајот за ова прашање е што кога разговараме за акушеријата, тоа е многу една најубава гранка од медицината во која што зборуваме за две единки. Зборуваме за трудница и родилка последователно, но зборуваме и за плод и новороденче. Сега, во однос на плодот, COVID-19 има различен ефект, различен тип на последици во тоа, зависност од тоа во кој семестар, односно триместар од бременоста ќе се зарази, да речеме условно, трудницата. Доколку се случи тоа во првиот триместар, последиците се малку посериозни заради тоа што во тој прв триместар се случува органогенеза на плодот. Тоа е еден толку фин и прецизен процес кој што не треба да трпи надворешни влијанија, како што е температурата, која е главен симптом на COVID-19. Така да во услови на покачена телесна температура, кај трудница која што е бремена 6, 8, 10, па дури и 12 недели,
ќе има поголеми последици таа болест по плодот кој што понатаму ќе се развива, отколку кај трудница која што би се заразила со вирусот во третиот триместар. Така што по однос на плодот во многу зависи во кој триместар од бременоста ќе се манифестира болеста. Во седмиот триместар ризикуваме абортуси, значи губење на бременостите како последица на заразувањето со коронавирусот, а при крајот на бременоста, колку што е поблиску жената до терминот за породување, се чини дека последиците од оваа болест се најмали. И овие жени, да речам, најлесно го поднесуваат заразувањето и породувањето. После породувањето или нели за време на самата бременост, има ли податоци дека може, ова ги кажавте, последиците од температура нели и слично, има ли податоци дека се пренесува и самиот вирус COVID-19 на плодот? Прво, повторно зборуваме за многу ограничен број на податоци за трансфер, пренос на вирусот корона од мајката на плодот. Еве ќе ви илустрирам за пример. Од Вухан, местото од каде што потекна оваа пандемија, на 16 март е издадена една научна студија која што елаборира многу детално 4 трудници кои што се заразени со коронавирусот во третиот триместар и кои што ја развиваат полна клиничка слика на болеста од овој вирус, тоа е COVID-19, така се вика болеста, во текот непосредно пред породување. Сите 4 пациентки се многу детално следени и после породување земени се брисеви и детални анализи на 4 новороденчиња и сите 4 новороденчиња се негативни на коронавирусот, односно воопшто не ни развиле симптоматологија поврзана со COVID-19. Значи, кратко да одговорам на прашањето, се уште нема цврсти докази кои што сугерираат дека постои можност да се трансферира, да се пренесе корона вирусот од мајката на новороденото во текот на породувањето, нели, или во самата бременост. И тоа би заклучило дека во некоја мера плодовите внатре во мајката се набезбедно доколку, ама ова нели поврзано и со претходното прашање, доколку оваа зараза настане во последниот третиот триместар. Така да не постојат податоци кои што сугерираат дека постои таа така наречена вертикална трансмисија од мајката на плодот. Претпоставувам исто се ограничени сознанијата и за доењето, дали има опасности во тој случај? Сега ова е многу интересно прашање, повторно два аспекта на ова прашање. Ако ме прашувате дали вирусот се излачува во мајчиното млеко, зачудувачки, можеби за општата популација, е дека тоа не се излачува во мајчиното млеко. Сите родилки на светско ниво кои што се породени, се правени испитувања на нивното мајчиното млеко и кај сите нив доедени се негативни резултати, односно докажано е, пак повторно нели со ограничениот број на податоци со кои располагаме, дека мајчиното млеко е безбедно, не го содржи вирусот. Актот на цицање е оној кој што е проблематичен. Значи, самиот акт на цицање на бебето е ризичниот момент кога новороденото може да се зарази од вирусот, односно мајката да му го пренесе, доилката да му го пренесе на новороденото. Во таа смисла се советува следното: или да се измолзе млекото од мајката, значи редовно празење на дојките, со запазување на сите хигиенски мерки, па потоа тоа млеко кое што содржи крајно корисни антитела и останати материи кои што на новороденото му се многу потребни, тоа млеко друг член од семејството кој што ниту е носител, ниту е болен од болеста, да му го даде на детето, на новороденото, да го нахрани. Тоа е првиот начин. А вториот начин, кога нема услови ова вака да се спроведе, кој што е најбезведен начин, детето да цица, односно да биде нахрането со мајчино млеко, да нема непосреден контакт со болната мајка. Вториот начин е мајката да биде целосно заштитена со многу агресивни, со многу детални хигиенски мерки, кои што не опфаќаат само редовно миење на рацете или и на целото тело, бидејќи и физичкиот допир на брадавката на мајката може, ако претходно нели мајката го ја чепнала брадавката, да го пренесе вирусот на новороденото. Значи со употреба на специјални скафандери, со употреба на маски, кои што не се обични хируршки маски, тоа се многу високо заштитни маски, со носење на посебни, значи, алишта, да го надои своето дете,
Меѓутоа, сепак повторувам, лекото не го содржи вирусот, но актот на цицање би можел дури и во вакви услови да предизвика заразување на детето со коронавирусот. Кажете ни, со оглед на тоа дека нели е неизвестна ситуацијата на глобално ниво како ќе се одвива, дали може би лицата кои што сакаат сега да почнуваат со процес на проширување на семејството, би требало да бидат трпеливи, да почекаат малку, или пак со оглед на сето ова што го кажавте, може би не е толку, да речеме, страшна таа идеја? Оваа пандемија ни докажа, изгледа на нас луѓето, на човештвото, дека против природата не се може. Пандемијата ги чучна на колена сите светски економии и така го затвори човекот онаму каде што првично тргнал да живее, да живее, тоа е во затворена просторија, и му докажува дека природата е посилна од се. Така да во однос на природните процеси на зачнување, да кажам, кои сме ние да ги ограничиме? Значи, се што е по природен пат стекнато, тоа има и наоѓа место во природата. Не за џабе во првите 3 месеци од бременоста, кога еве и за самиот вирус е многу ризично, заразувањето на трудницата, и сите секоја бременост функционира на тој начин што доколку е доволно квалитетен тој зачеток, во првите 3 месеца ќе преживее, доколку не се абортира. Принципот на бременоста е дека во првите 3 месеци функционира на принцип се или ништо. Ако е доволно квалитетен генетски, ако условите во кои што се развива се доволно квалитетни, односно оптимални, тој ќе продолжи да се развива. Доколку не, тогаш ќе настане губење на бременоста. Значи, по однос на природните процеси, повторувам, кои сме ние да ги ограничиме. Меѓутоа, кога ме прашувате веќе за циљано планирање, за циљано однесување во таа насока, и мислам дека е паметно сепак малку да се зачека да помине ова болно време, да ни дојде некое поздраво време, кое што мислам дека не е така далеку. А во однос пак на инвитрото, како една од методите за зачнување кој што не е природен, во овие моменти би советувала навистина да се почека за пациентките кои што не се започнати со третманите, со стимулации и слично, од причина што секое движење во медицинските установи сега веќе станува ризично, оти гледаме дека не знаеме кои се асимптоматски носители, па лесно се доаѓа во контакт со нив без и да се биде свесен за тоа, особено пак што гинеколошкиот преглед е така специфичен да не постои можност за физичко ограничување, односно дистанцирање 2 метри и повеќе. Така што во однос на инвитрото би советувала сепак да се зачека со започнување на третманите, оние кои што се веќе започнати, не можат и самите знаат тоа да го прекинат така лесно, а сепак тоа дали ќе се прекине некој процес или воопшто дали ќе се почне е одлука на самите установи кои што тоа го практицираат, центрите за инвитро. Тука е крајот на регионалните вести. Останете дома, почитувајте ги препораките и гледајте Кисиме Нада. Пријатно!